بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Благодарност нам припаѓа на Аллах субханаху ва таала, салаватите и селамите се за последниот Божји пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем, за неговата одбрана фамилија, неговите одбрани следбеници и за сите оние кои што го следат патот и сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем се до судниот ден. На почетокот би сакал после благодарноста искажана на Аллах субханаху ва таала да му искажам и благодарност на шејхот Сабахудин, Хафизот Сабахудин, кој што не почести со неговата покана. Јас само едно ќе кажам. Ние сите знаеме дека учителот најмногу кога се радува, кога неговиот ученик ќе го надмине. И јас се надам дека на патот на даветот шејхот Сабахудин ќе не надмине сите нас и ќе бидеме само една алка во тоа продолжение на даветот кон вистината, кон патот на Аллах субханаху ва таала. Исто така на довата што упати, велам амин, Аллах џелешану на сите да ни даде да го завршиме овој светски живот на сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, затоа што сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем е спасот за верниците во времето кога многу работи ќе станат нејасни, кога ќе се измешаат многу работи. Тогаш единствениот пат на спасот е да се вратиме на говорот и на делата на нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Поштовани браќа, јас за вечерва избрав 3 совета на нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Тие во основа се 5, но земајќи во предвид дека времето можеби нема да биде доволно да ги кажеме сите 5, но верувам дека доколку ги примиме и ги спроведеме во нашиот живот, овие 3 совета на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тие навистина ќе бидат една голема промена во нашиот живот. Ќе бидат ќе имат едно големо влијание ние да се вратиме кон она за кое што сме создадени. Аллах субханаху ва таала луѓето ги создал со една возвишена цел, а тоа е да му бидат покорни и да му чинат ибадат на Аллах субханаху ва таала. На овој пат на исламот, на сиратул мустаким кон кој што не повикува Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ние често пати ќе се соочуваме со препреки, со потешкоти, со искушенија. И верникот е тој кога ќе се најде во ситуација кога нешто не му е јасно, кога нешто не може да го разбере, се враќа кон Аллаховата книга, говорот на нашиот Господар и кон сунетот на Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем. Овој хадис го пренесува познатиот асхаб Ебу Хурейра радијаллаху анху, кој што еден ден го слушнал Божјиот пратеник салаллаху алейхи ва селем како вели: "Мен јаъхуд анни ҳадихи л-келимат, фејаъмел бихинне, ау јуаллиму мен јаъмелу бихинне." Кој од мене ќе ги земе овие зборови, па да работи според нив, или да подучи некој друг за тој да работи со овие зборови. Ебу Хурейре, кој што бил познат по таа негова желба да научи што е можно повеќе хадиси на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, затоа и тој е најпознатиот пренесувач на хадисите на Божјиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем, рекол: "Јас, Божји пратеник." Тогаш Божјиот пратеник салаллаху алейхи ва селем Мухамед го фатил за неговата рака и му рекол првиот совет за кој што ќе зборуваме денеска, вели: "Иттaqи махарим Аллахи такун а'бадан нас." Чувај се од забранетите работи, од работите кои што не се дозволени, ќе бидеш најпобожен помеѓу луѓето. Ќе бидеш најпобожен помеѓу луѓето. Ние, кога зборуваме за забраните кои што Аллах џелешану ни ги поставил, не затоа што сакал да не измоли или сакал да ни го ограничи нашето делување и нашите работи, целта на харамите е да не направиме нешто што повеќе ќе ни штети отколку што ќе ни користи. Затоа што ако ги земе сите забрани на Аллах субханаху ва таала, ќе видиме дека сите тие од првата до последната во нив има многу повеќе штета отколку корист. Затоа и тие забрани се за наша корист. Аллах џелешану ги поставил на овој дуњалук и ги одредил за да не стави на искушение. Затоа што рековме дека патот на верникот на овој свет, на овој дуњалук, е пат полн со искушенија, со препреки, кои што треба да ги поминеме успешно и да докажеме дека сме искрени во нашето сведочење дека ќе го следиме патот кој што ни го одредил Аллах џелешану и кој што ни го одредил Божјиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем.
Овие зборови, велат алимите, се навистина доколку ги разгледаме, се совети за среќен живот, исполнет со смиреност, која што ја носи иманот во срцата на верниците и се причина за среќен крај и за голема среќа и награда во Аллаховите дженнети. Кога се зборува за забранетите работи не се само тие што Аллах ги забранил. Забрането е и да не го извршиш она што Аллах го бара од тебе. Ние денеска слушаме многу од луѓето кои што велат дека моето срце е чисто, моето срце е полно со иман, моето срце го сака Аллах Џелешану. Но кога ќе дојде времето на намаз, кога ќе го слушне езанот, ќе каже, немам време, не можам сега да кланјам. И наоѓа оправдувања. Тоа не е вистински иман. Значи, и ова е харам. И ова е погрешно дело кое што Аллах го забранил. Што е тоа погрешно дело? Да не се отповикаш, да не се одзвиеш на повикот на Аллах субхана ва таала, кој што те повикува ти да бидеш спасен. Затоа харамот подразбира да направиш нешто што Аллах го забранил, како на пример да пиеш алкохол, да користиш камата или некои други работи, или харам исто така да не го направиш она што возвишениот Господар го бара од тебе, а што ти е обврска, што ти е фарз. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем кога зборува за намазот го спомна затоа што намазот е столб на верата. И тој столб на верата кој ќе го изгуби, нема да не остане ништо од верата. Целата таа тврдина и таа зграда на верата на исламот паѓа доколку го нема човекот намазот. Таа е врската и силата која што ја црпија еден верник од Аллах субхана ва таала преку неговиот директен контакт со неговиот создател Аллах субхана ва таала. Значи харам е и да не го направиш она што Аллах Џелешану го бара од тебе, а што е фарз. За тоа човекот да биде далеку од гревовите, има многу цитати не само од Божиот пратеник, туку и од неговите асхаби. Еден од многу убавите изреки на еден од познатите табини Хасан ал-Басри е вели дека, тој вели, ма абидуна би шејин афдала мин тарки ма нехахум Аллаху анху. Тие што се побожни луѓе, тие што го обожуваат Аллах Џелешану, не го обожувале Аллах Џелешану со поубаво дело, подобро дело, од колку што е да го остават тоа што Аллах им го забранил. Она што Аллах Џелешану им го забранил. Значи, една од највозвишените форми на побожност, на ибадет кон Аллах Џелешану е што? Да се оддалечиме од она што ни го забранил нашиот Господар Аллах Џелешану ва џеле џелалу. Во една друга прилика, Аиша радијаллаху анха вели: "Мен сарраху ан јасбика ад-даибел муџтахид." Кој сака да го победи, да биде поблиску до Аллах, од еден човек кој што постојано е во ибадет и кој што постојано се труди, тогаш вели нека фелјекуф амма неха Аллаху анху. Нека се оддалечи од тоа што го забранил Аллах субханаху ва таала. И во една трета прилика и трет цитат на Мејмун ибн Михран, еден познат алим од подоцнежните генерации, значи од генерациите на првите 3 генерации, но не од тие првите 2, туку од третата генерација, кој што вели Зикруллахи шејун џемил. Да го спомнаш Аллах Џелешану е многу убаво. Но уште поубаво кога ќе го спомнеш Аллах Џелешану во момент кога ти се нуди или имаш можност да направиш нешто што Аллах ти го забранува и самото спомнување на Аллах Џелешану тебе те тера да се оддалечиш од тоа. Затоа што не му доликува на еден верник да му се оддаде на гревот, да му се предаде на гревот, знаејќи дека неговиот Господар го знае. Неговиот Господар го гледа. И неговиот Господар знае се она што се случува внатре во него и тоа што го прави и во јавност и тајно. Затоа човекот треба да го спомне Аллах Џелешану, да се сети на возвишениот Господар и да почувствува срамежливост од погледот на Аллах Џелешану и да не го направи тоа што Аллах Џелешану му го забране. Да се оддалечиме од работите кои што Аллах Џелешану ги забране, тоа е дел од богобојазливост. Богобојазливоста, и што е познато со фразата таквалукот, во исламот што значи? Фи'лул ма'мур ва таркул манхи анху. Да го направиме она што се бара од нас како обврска и да се оддалечиме од она што Аллах Џелешану ни го
ни го забранил. И затоа еден верник не може да биде богобојазлив, не може да постигне висок степен на блискост до Аллах субханаху ва таала доколку во неговите работи има работи кои што Аллах џелешануху ги забранил. Овде ќе кажам дека верникот е човек кој што може да се случи да сгреши. Но тие се такви верници што брза да се покајат кај Аллах субханаху ва таала за тоа што го направиле. И често пати со ибадетот, со учењето на Куран, со читањето на Куран, со следењето на сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тие на себе си даваат една духовна сила која што ги оддалечува од она што Аллах џелешануху го забранил. Омер ибн Абдул Азиз, рахимехуллах, еден од халифите на династијата Бену Умеје, вели: "Лейсе тақију мен јекуму лейле ва јесуму нахар." Не е богобојазлив само оној човек кој што клања ноќе и пости дење, но кога ќе ги видиме неговите работи, неговите дела, гледаме како меша и дозволени и недозволени работи. Значи, тој човек може да каже: јас сум богобојазлив, јас клањам ноќе, постам дење. Но ако на себе си дозволи во неговите дела да има и нешто што Аллах џелешануху го забранил, тогаш тој на вистина не е вистински богобојазлив. Затоа што рековме, богобојазливоста или таквалукот подразбира да се оддалечиме од она што Аллах го забранил и да го правиме она што Аллах џелешануху да го правиме она што Аллах џелешануху ни го наредува. Исто така многу важна работа. Ние живееме во време кога е многу изразен материјализмот и тој материјалниот интерес кај луѓето доминира. Така што, посебно во ова наше време, не гледаме дали е нешто халал, дали е нешто харам, гледаме само да заработиме и да придобиеме некој профит од некоја сделка, без оглед дали со таа сделка му правиме неправда на некој. А треба да знаеме дека пред Аллах субханаху ва таала, доколку излеземе, а ние сме му направили неправда на некој човек, или сме заработили на негов грб, правејќи му неправда, дека за тоа Аллах џелешануху нема да ни прости. Ќе ни каже: меѓу себе разберете се. А на судниот ден, кој ќе биде најголемиот губитник, најголемиот тој што ќе банкротира, е тој човек кој што ќе дојде, како што вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем, на судниот ден со дела големи, како ридот Ухуд, како планината Ухуд. Но дошол, некого го навредил, некого го опсул, некого го озборувал, на некој му направил, го клеветел, на некој му го земал имотот бесправно, и сите тие ќе го бараат своето право. Аллах џелешануху е праведен, на никој не му прави неправда. Сите тие ќе го бараат нивното право. И кога ќе му ги земат сите севапи, што ќе направат? Ќе му ги натоварат сите гревови, тој ќе биде тој кој што е најголем губитник. Зашто? Затоа што тој правил добри дела, имал големи добри дела, но не се чувало тоа што е забрането, особено во односите со другите луѓе. И тие други луѓе ќе го бараат своето право на судниот ден, а нив Аллах џелешануху ќе им го даде. Затоа велат алимите дека првите генерации многу внимавале, затоа што тоа со што го храниш твоето дете, тоа ќе биде клучен фактор дали твоето дете ќе тргне по правиот пат или пак ќе тргне по погрешниот пат. Тие многу внимавале на тоа. И ова не се трудат да го разберам ова, и можеби денеска и на нас ќе ни биде неразбирливо. Видете што вели еден од познатите генерации, од ранните генерации на исламот. Вели: терку даникин мимма јекрахуху Аллаху ехаббу илеје мин 500 хаджа. Да оставам една шестина од дирхемот. Дирхемот е сребреник. Сребреник кој што ја има денеска вредност како што има еден саудиски ријал. А еден даник е една шестина. Или во тоа време, вика, тој даник го броеле со 8 зрна на јачмен. 8 зрна на јачмен. Вика да го оставам еден дел од тој дирхем, значи еден дел од дени, да кажеме нашите дени денеска што ги имаме. Тоа се дел од динарот. И да оставам 8 зрна на јачмен, кои што не ги сака Аллах џелешануху. За мене е подраго, значи да го оставам харамот од мојот имот, е подраго отколку да направам 500 аджилаци. 500 аджилаци спомнувам, хамсумијати хаджи.
на нас може би тоа, но ако размислиме за принципот дека не е толку важно дали е голема сумата на харамот или е малата сумата на харамот. Ако нешто е харам и помалку од 1 динар е харам и повеќе од 1 милион евра е харам, тоа е таа мерката што ја спомнува овој. Значи, кај нас мерилото или критериумот како ги вреднуваме работите, вака треба да биде. Значи, ако е дел од дирхем и помалку од дирхем, ако е харам, повеќе не го сакам во мојот имот. А Абдулај ибн Мубарек што вели? Да отстранам 1 дирхем, во кој што има шубе, има нејаснотија, не се знае дали е заработен како што треба или не е заработен како што треба. Вика е подраго од мене отколку да дарувам, да дадам садака. 100.000 дирхами, потоа 100.000 дирхами, потоа 100.000 дирхами, 600.000 дирхами е подраго од мене да го оставам тој дирхем кој што е сомнителен, отколку да дадам 600.000 дирхами садака. Значи, ова зборува за принципиелност која што постоела кај овие луѓе, кои што не го сакале харамот. И навистина, харамот, иншалла некоја друга прилика ќе зборуваме, има многу големи негативни последици. А една од тие која што најмногу мене ме плаши е тоа дека ако харамот го внесеш во твојот дом и со тој харам го храниш твоето дете, тогаш немаш многу причина да се надеваш дека детето ќе биде на правиот пат. Или ако харамот влезе во нашите куќи, тогаш да не се чудиме зошто нашите дови не ги слуша Аллах субхана таала. Нашите дови не ги слуша Аллах џелешану ва џеле џелалуху. Исто така, од негативните последици на харамите и на гревовите е тоа што кога прави грев, човекот најмногу си прави неправда на самиот себе си. Аллах Куран вели: "Ва ма залемуна валакин кану анфусахум ядлимун." Тие кога правеа гревови, на нас не ни правеа неправда. Самите на себе си правеа неправда. И за гревовите вели Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем дека кога човекот ќе направи грев, во неговото срце се става една црна точка. И ако продолжи да прави гревови, неговото срце ќе стане потполно црно и ќе биде запечатено како срце на неверник, кое што не ја познава вистината, ниту ја отфрла невистината и само го следи она што го посакуваат неговите страсти. И за ова Аллах во Куран вели: "Келла бел рана ала кулубихим ма кану јексибун." А така било затоа што нивните срца го прекриле работите што тие ги правеле. Значи гревовите што ги правеле го прекриле нивните срца. И тие срца станале срца кои што, како што рековме, не ја познаваат вистината, не ја отфрлаат невистината и само ги следат своите страсти. Хасан ал-Басри рахимахуллах вели: "Дали знаете тоа што е ран? Ран е она што го во Куранот е преведено како прекривање на срцата и оневозможување срцето да ја свати вистината и да ја прифати вистината." Тој вели: "Ран е ذنب بعد ذنب, الذنب بعد ذنب حتى يموت القلب." Тоа е грев по грев, се одека не умре срцето. Се мисли не умре срцето фигуративно, не затоа што срцето кога ќе престане да работи, човекот умира, тука се мисли фигуративно ќе изумре срцето и нема да ја прифати вистината и нема да ја свати вистината и во тоа срце нема да има место за спомнување на Аллах субханаху ва таала. Исто така, алимите велат дека да се оддалечиме од делата кои што Аллах ги забранува е понекогаш подобро и подраго кај Аллах џелешану од многу намази и многу доброволни ибадети. Затоа што кога ти се оддалечуваш од нешто што е грев, ти си свесен дека понекогаш тој грев е толку силен, толку привлечен, што треба многу силна волја и големо трпение ти да се оддалечиш од тоа што Аллах џелешану го забрани и тоа ти е потешко отколку да направиш некој ибадет кој што е доброволен. И затоа човекот понекогаш да се оддалечи од нешто што му е забрането, му е потешко отколку да направи некое доброволно дело кое што го сака Аллах субханаху ва таала. Потоа вели Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем: "Такуна абедан нас", ќе бидеш најпомножен помеѓу луѓето. Смејате се со грлото.
ќе бидеш најповажен помеѓу луѓето, затоа што тој човек ја сватил суштината на исламот, ја сватил суштината на она што Аллах го бара од нас. А тоа е да се оддалечиме од она што ни го забранил и тоа е во наша корист. Исто така и да го направиме она што Аллах го бара од нас, а понекогаш да се оддалечиш од харамот е многу потешко отколку да направиш некое дело кое што Аллах Джелешану го сака. Тот Ей мин а'бедихим лима еннеху јелзам мин теркил мехарими во фи'лул фараид. Затоа што вели човекот кој што ќе се оддалечи од харамот, веднаш започнува со вршење извршување на обврските кои што Аллах Джелешану му ги дал. Фабиттикаил мехарим тебка сахифету неқијету мен табиат. Кога човекот нема да прави работи кои што се забранети, неговата книга на неговите дела ќе биде чиста, бела, нема да има никакви последици. Фел калилу минете тау ма далике јенму ва јаду. Тогаш и малку доброволни дела го прават да бидат многу бројни, и Аллах Джелешану ги ја зголемува наградата за нив. Ние знаеме дека Аллах Куран вели мен џаъ бил хасанати фелеху ашру амсалиха. За секој добро дело Аллах Джелешану веднаш го ја дава наградата 10 10 пати ја дава наградата, додека за лошото дело или го простува или го запишува само еден грев. Сега видете логиката. Значи еден човек кој што прави малку добри дела, но доколку се чува од харамите, тогаш неговите дела се толку многу бројни што заслужува да биде наречен како најпобожен помеѓу луѓето. И ќе го завршам овој дел со еден цитат од еден познат алим, се вика Ибнул Џаузи, кој што вели о ти за кого сметам дека треба да бидеш горд со твојот ислам. Вика, немој да бараш луѓето да те сакаат и да те почитуваат со тоа што ќе правиш гревови. Го колнам Аллах. Значи, те колнам во Аллах. Немој да мислиш дека ќе ја почувствуваш убавината и сладкиот вкус на овој свет само ако правиш харами. Знај дека секогаш кога ќе направиш нешто што Аллах го набрани, го забранил, тоа ќе ти биде причина да се чувствуваш многу лошо и во текот на твојот живот и на судниот ден. Затоа, ако сакаш да живееш убав живот и да живееш убав среќен живот на овој свет и на овој свет, тогаш оддалечи се од она што Аллах го забранил и прави го она што го бара од тебе Господарот Аллах субханаху ва таала. Вториот совет е советот во кој што Божиот пратеник вели: "Варда бима касам Аллаху лека такун агна нас." Биди задоволен со она што Аллах Джелешану ти го одредил, ќе бидеш најбогатиот помеѓу луѓето. Денеска имаме многу голем проблем со ова. Луѓето, сакајки да живеат подобро, во подобри услови, често пати ги гледаат тие што се над нив, а не ги гледаат тие што се под нив. И кога ги гледаме ние, луѓето што се над нас, често пати тоа кај нас создава некој хаос во тие наши идеи, во тие наши размислувања, и човекот може да се почувствува како Аллах да му прави неправда. Зашто мене Аллах не ми дава, зашто му дава на тој, па тој прави така и така и вака и вака. Додека верникот е оној кој што знае дека во Аллаховата одредба е потполната праведност, потполното знаење, апсолутното знаење и апсолутната мудрост. Значи Аллах Джелешану е праведен, Аллах Джелешану знае се, и Аллах Джелешану не е мудриот. И како што вели еден од алимите, за некои луѓе богатството е подобро отколку сиромаштијата. За некои сиромаштијата е подобро отколку богатството, затоа што Аллах ги знае луѓето, тој ги создал и ја знае нивната природа. И затоа верникот е оној кој што е задоволен со Аллаховата одредба и кој што она што му го дава Аллах Джелешану го прифаќа и е задоволен со тоа. Што значи ова? Рида хилафу сахат. Да бидеш задоволен со Аллаховата одредба значи спротивно на тоа да бидеш глут и гневен на она што Аллах Джелешану ти го одредил. И тоа подразбира душевен мир на човекот во однос на она што го снаоѓа или она што го пропушта. Значи, на нас или нешто ни се дава или нешто не ни се дава. Нешто ни се сме лишени од нешто.
кај верникот во секоја ситуација, и кога добива, и кога нешто не му се дава, не се променува неговата внатрешна состојба, туку тој е задоволен со Аллаховата одредба. Задоволство со она што Аллах го одредил да не го мрази она кој што Аллах Джелешануху ни го одредил. И да го гледа човекот, Аллах Джелешануху задоволен со еден човек кога го гледа дека тој ги извршува неговите наредби, се оддалечува од неговите забрани, додека верникот е задоволен со Аллах Джелешануху кога никогаш не чувствува никаква нелагодност или да го мрази нешто што Аллах Джелешануху му го одредил. Да бидеш задоволен со она што Аллах Джелешануху ти го дал, не е фарс. Нас ни е фарс да бидеме трпеливи. Што значи трпеливоста? Да не покажуваме дека не се согласуваме со Аллаховата одредба со зборови или со дела. Значи, што значи саборот? Ние да не покажуваме дека не сме задоволни со Аллаховата одредба, било со говор, било со дела. Например, делото кога некој ја кине облеката, кога ќе му се случи нешто, или кога ќе почне да зборува како што зборува времето на незнаењето, кога колнеле, кога им се достучувале некоја несреќа и ќе умрел некој, тоа е искажување на незадоволство со Аллаховата одредба и тоа е спротивно на саборот. Додека рида е кога ние сме задоволни со Аллаховата Джелешануху одредба и ова не е фарс, ова е на ниво на препорачано дело. Значи, верниците, кога ќе се соочат со некоја ситуација, како што е несреќа, ќе им умре некој, должни се да покажат трпение, сабар. Но уште е подобро доколку се задоволни со таа одредба, затоа што таа одредба ја одредил сезнајниот, најправедниот, најмудриот Аллах субханаху ва таала. Затоа Ибн Каим вели: وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ أَهْلَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهِ. Аллах Джелешану вика ги пофалил тие кои што се задоволни со Аллаховата одредба, исто така изразил пофалби кон нив и ги повикал сите верници да бидат задоволни со Аллаховата одредба. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَهُمْ. А ова што покажува? Покажува дека да бидеш задоволен со Аллаховата одредба е нешто што човекот може да го направи. Но не го прават сите, верници, туку само тие кои што се одбрани. Потоа вели Ибн Каим ал-Џаузија, патот на задоволството е пат кој што многу е краток и многу блиско не води кон највеличенствената цел. На него има потешкоти, а неговото совладување бара одлучност, бара чиста душа и бара навикнување на сопственото битие да го прифати сето она што му доаѓа од Бога. Значи, рековме дека ова е потешко отколку самиот сабр. Но таа потешкотија може да се надмине со што? Со одлучност, кога човекот е одлучен, кога се грижи за неговата душа, за неговата чиста. А душата со што се чисти? Со правењето на добри дела и со оддалечувањето од лошите дела. Тука се поврзува тоа. Ако сакаме да ја чистиме нашата душа, ќе ја правиме и чистиме со тоа што ќе ги вршиме нашите обврски, ќе ги извршуваме нашите обврски и ќе се оддалечиме од она што Аллах Джелешануху го забранува. И потоа и навикнување, значи постојано треба да се еден вид на вежбање, на вид на тренинг со кој што ќе го навикнуваме нашето битие, нас самите, да го прифаќаме она што ни доаѓа од Аллах Джелешануху. Тука е проблемот со луѓето. Често пати ние гледаме, слушаме, не се случува некоја несреќа, некој се разболел и не го гледаме тоа како да е можно да ни се случи нам. Ако човекот често пати си го повторува тоа, си ја навикнува својата душа дека и мене може да ми се случи нешто што може во тој момент нема да го прифатам со задоволство. Туку ќе го прифатам како нешто што е несакано, како нешто што можеби дури нема да имам ни трпение во тој момент. Затоа верникот постојано се навикнува и на себе си се навикнува на можноста Аллах Джелешану и него да го стави на искушение. Затоа рековме овој краток пат кој што не води до Аллаховата блискост, до најголемата и највозвишената цел, има потешкоти, но може да се надминат со што? Со одлучност, рековме, со чистење на душата и со вежбање или навикнување на самите себе си дека и на нас може да ни се случи она што им се случува на другите. Додека што е трпението? Трпението е воздржување
на душата да искаже незадоволство и гнев со Аллаховата Джелешануху одредба. Било да е тоа незадоволство искажано со говор или пак со дела. Човекот кој ќе го снајде неволја минува низ една од четирите состојби. Значи, ова се четирите состојби кога човекот се соочува со некоја неволја или со нешто што не му е драго, не му е мило. Или е гневен, незадоволен, значи нема сабур, или е трпелив, тоа е вториот степен. Третиот степен е или е задоволен, она што е рида, како што рече Божиот пратеник, биди задоволен со она што Аллах ти го одредил, ќе бидеш најбогатиот помеѓу луѓето, или пак ќе биде благодарен. Некои луѓе дури искажуваат благодарност на Аллах Джелешану кога ќе ги стави на искушение. Тоа е тој највисокиот степен кој што доаѓа после задоволството. Значи срцето кога ќе се исполни со задоволство со Аллаховата одредба, тогаш доаѓа таа скала или тој степен на благодарност која што ја покажува верникот. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем во една од неговите дови вели: "Ес'елуке рида ба'дал қада." О Аллаху мој, дај ми да бидам задоволен со твојата одредба откако ќе се случи таа. Шейхул Ислам Ибн Теймија вели: тој побара задоволство откако ќе се случи тоа што му е одредено, бидејќи дури тогаш е вистинска суштината на задоволството. Значи, ако нешто не ни се случи, ние можеме да кажеме, што ми ќе се случи, ја ќе бидам задоволен со Аллаховата одредба. А кога се гледа дали вистински ќе бидеш, кога ќе ти се случи? Значи, затоа Божиот пратеник рекол: барам да ми дадеш да бидам задоволен со тебе, после откако ќе ми се случи тоа што ми е одредено, како кадер, како судбина, како одредба. Задоволството пред настанот е само цврста намера дека човекот ќе биде задоволен кога нешто ќе му се случи. А вистинското задоволство се случува или се потврдува само кога ќе му се случи тоа што е одредено од Аллах субханаху ва таала. Затоа и ние како верници, Мухамед сам во еден хадис вели: немојте да барате соочување со непријателот. Значи, немојте да барате војна, немојте да барате проблеми. Само да ми даде Аллах джелешану можности, не. Но кога ќе се случи тоа соочување, тогаш бидете трпеливи, тогаш бидете истрајни на правиот пат. Омер ибн Хатаб радијаллаху анху во едно од неговите писма испратени до Ебу Муса Алешари му вели: "Ема ба'д фе инел хајра куллеху фир рида." А потоа ти велам, целиот хајр, севкупниот хајр е во тоа да биде задоволен со Аллаховата одредба. Фе ин истата'те ан тарда ва илла фасбир. Доколку можеш, биди задоволен со Аллаховата одредба. А доколку не можеш, на коментарот повисок степен, тогаш во најмала рака биди трпелив. Трпелив што беше? Да не покажуваме незадоволство со Аллаховата одредба, со зборови или со дела. А задоволството е еден скалило на тоа. Мејмун ибн Михран вели: "Мен лем јарда бил қадаи фелейсе ли хумқихи дева." Тој што не е задоволен со Аллаховата одредба, на неговата малоумност, на неговата глупост, за неговата глупост нема лек. Зашто? Затоа што само еден кој што навистина е неразумен човек не може да биде задоволен со Аллаховата одредба. Тој што за малку ќе размисли, знае дека оваа одредба, ние сите знаеме, дека Мухамед сам рекол што? Знае дека она што ти се случило, дали имало може да не ти се случи? Нема можност. А она што не ти се случило, дали имало може да ти се случи? Нема можност. Руфијат иле клам во џефети сухуф. Значи, подигнати се перата, не пишуваат веќе, одредбата е запишана, и страниците, листовите врз кои што е напишана Аллаховата одредба се суви, значи готово е сета. Она што ти се случи не може да не ти се случи. Затоа и човекот кој што е разумен, знае дека тоа што му се случило немало може да не му се случи. И тоа размислување да направи вака, може би немаш. Тоа ништо, тоа не. Затоа вели подобро ти е да биде задоволен со таа одредба и на тој начин ќе докажеш дека ти наистина си разумен. А доколку не си разумен, на твојот неразум нема лек доколку не си задоволен со Аллаховата одредба. Исто Осман ел-Хири вели: "Мунду 40 сана ма екамени Аллаху фи халин фекерихтуху." Веќе 40 години секоја состојба со која што ме соочил Аллах Джелешануху, сум бил задоволен со неа. Било да ми се случи некоја потешкотија, некоја олеснување, секогаш сум покажувал задоволство со Аллаховата Джелешануху одредба.
Па потоа вели, биди задоволен со оно што Аллах џелешану ти го дава, вели мора да сам таку нагнан нас, ке бидеш најбогатиот помеѓу луѓето. Задоволството со Аллаховата одредба носи многу бројни придобивки и плодови уште на овој свет, кои што за оно што е задоволен се протегаат и на идниот свет. Значи придобивките не останува само на овој свет, туку и на идниот свет. Овие плодови може да ги почувствува само оној кој навистина го постигнал тој степен, да е задоволен со Аллаховата одредба. Меѓу нив е и тоа што задоволството со она што Бог го одредил му носи на човекот такво внатрешно богатство, психолошко изобилство, како што не може ни да замисли. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем рекол: биди задоволен со она што Бог ти го одредил, ќе бидеш најбогатиот помеѓу луѓето. Исто така, задоволството го заштитува човекот од многу грижи и комплицирани психолошки проблеми, ги ублажува и ги олеснува трагедиите и ги отстранува вознемироста и очајот, кога нешто посакувано ќе го пропушти, значи нема да му се случи тоа што го посакува, или ќе му се случи нешто што не го посакува, што му е непријатно. Така човекот ужива во сласта на задоволството дури кога го снаоѓаат неволи, па неговата грижа и тага се претворуваат во смиреност и спокој. Значи човекот кој што е задоволен, одеднаш таа потешкотија ќе му се претвори во смиреност на душата и на срцето и во спокој кај Аллах џелешану во џеле џелалу. Задоволството го спасува човекот од спротивставување на Божјите верски закони и на неговите космички одредби. Значи човекот кога е задоволен, тој е задоволен со Аллаховите одредби, со неговите прописи, задоволен е и со она што Аллах џелешану му го одредил. И ако направи така, значи ако не е задоволен со Аллаховата одредба, тој прави нешто кое што се коси на чистото верување на теухидот. Бидејќи тој така се противставува на Божјата одредба и тоа се смета како напад, атак врз неговата мудрост. Тоа представува форма на бунт, незадоволство и се вбројува у големите гревови. Значи ти кога не си задоволен, на еден начин се бунтуваш против Аллаховата одредба и тука ќе ги спомнам тие три работи што и претходно ги спомнам. Значи ти сметаш дека Аллах е неправеден, дека Аллах не знае и дека Аллах џелешану нема мудрост. А тоа е хаша вакела, тоа е куфр. Ако ние мислиме дека Аллах е неправеден или дека Аллах џелешану не знае, или дека Аллах џелешану во неговата одредба нема мудрост која што ние можеме да ја сватиме, можеме и да не ја сватиме. Тоа е навистина голем грев кој се коси и од темел го руши верувањето во Аллах субханаху ва таала. А возвишениот Бог поседува совршена мудрост, апсолутно знаење и поседува и совршена и потполна праведност во неговото одредување. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем вели, и ова е за нас, за верниците, треба да знаеме дека Аллах џелешану ги става на искушение тие луѓе што Аллах џелешану ги сака. Вели, инна идам ел џезаи ма идам ел аџр. Голема награда му следува на тој кој што е ставен на поголемо искушение. И потоа вели, инна Аллахи да хабба абдан еу камен ибтелахум. Кога Аллах ќе засака еден народ ги става на искушение. Фемен радије фелеху рида. А тој што е задоволен со Аллаховата одредба, и Аллах ќе биде задоволен со него. А тој што ќе покаже гнев, значи ќе покаже незадоволство со Аллаховата одредба, и Аллах ќе биде гневен кон него и ќе покаже незадоволство кон него. Исто така, една од плодовите на задоволството со Аллаховата одредба е што вели е причина за убаво размислување на робот за неговиот господар. Мора да е само еден хадис вели, немојте да преселите од овој свет на идниот свет, значи немојте да умрете, а да имате неубаво мислење за вашиот господар. Нека секој од вас умре размислувајќи, имајќи убаво мислење за неговиот господар. И навистина човекот кој што е разумен не може да мисли дека во одредбата на Аллах џелешану има и најмала ронка на неправда или на незнаење или на недостаток на мудрост. لعلمه أن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا فيه تمام العدل والرحمة والحكمة. Затоа што верникот знае дека во се што одредил Аллах џелешану, во него има потполна праведност, потполна милост и потполна мудрост. Тука го заборавив ова рахмет да му спомнам. Некогаш Аллах џелешану во таа одредба ни ја дава, таа е рахмет за нас. Таа е милост од Аллах џелешану за нас, затоа што ние не знаеме што ни користи. И може тоа мало искушение било пречка
за некое поголемо искушение кое што можеби не би можеле да го издржиме. Потоа вели, знаете дека задоволството во срцето всадува форми на ибадети кои не може да се остварат без него. Како што е значи кога човекот е задоволен, тогаш во неговото срце се раѓаат форми на срцеви ибадети кои што доколку нема задоволство со Аллаховата одредба, не би ги правил човекот. Такви ибадети се барањето заштита и помош од Аллах џелешано, потпирањето од Аллах џелешано, стравопочита, искреното каење и друго. Срцето кое е задоволно со Божјата одредба станува здраво и чисто од измама, од омраза, завист и непријателство, бидејќи тој ја познава совршената Божја мудрост во тоа кое му го дава и во тоа кое му го скратува, кое го воздигнува и во тоа со кое го понижува. Задоволството на човекот му носи рамнотежа и во благосостојба и во искушение. Значи, кога човекот е задоволен со Аллаховата одредба, тој е значи тој е на правиот пат и во рамнотежа е неговиот живот и кога е во благосостојба и кога е во искушение. Па така благодатот кога има доста имот, не го прави вообразен. Ниту пак несреќата го фрла во очај. Значи кога има добро, кога му е добро, тоа не го прави да биде вообразен. Ние денес имаме проблем со луѓето, малце ќе им даде Аллах од овој дуњалок и одеднаш се менува како да не бил тој човек. Како да не го познаваме таа вообразеност. Зашто? Затоа што не ја сватил дека се тоа што го поседува е Аллахово и дека ништо од тоа со себе на оној свет нема да земе, освен своите дела. А вообразеноста, кибурот е навистина многу голем грев. Исто така и кога ќе му се случи нешто несреќа, не го фрла во оче па да изгуби надеж во животот, па да почне да размислува дури и за самоубиство и така натаму. А несреќите се причина за награда, знаејќи дека сето тоа доаѓа од Аллах. Сето она е искушение, па дури најмалиот трн доколку не прободе, за тоа Аллах ќе ни прости гревови и ќе ни пише севапи. Значи секоја несреќа доаѓа со многу награди за верникот доколку реагира онака како што реагира во верникот. Потоа вели, задоволството како плод ја донесува потполното прифаќање на она што му е дадено и го запира на разумното трчање по пари, бидејќи човекот е цврсто уверен дека неговиот риск, нафака и екзистенција е веќе запишан и дека нема да умре се додека не го потроши и последниот дел од својата нафака. Исто така ова е многу важно. Луѓето како да се сомневаат дека она што Аллах џелешано ти го одредил дека нема да ти дојде. Не, Аллах џелешано и последниот залак што ти го одредил како нафака, ќе го изедеш. Нема да отидеш од овој дуњалок додека не го завршиш и тој последен риск што Аллах џелешано ти го одредил. Кога ние така гледаме на кадерот, тогаш тоа ќе не спречи од тоа да безумно трчаме по овој дуњалок. Луѓето денеска, како што реков на почетокот, не размислуваат многу. Живееме во едно време кога за кое што го наговестил Божјиот пратеник Мухамед алейхи на луѓето не ги интересира дали си го заработил како халал или како харам. Важно е да сум го заработил, да сум го ставил во мојот новчаник, во мојата каса или во мојот сеф. Како е заработен, тоа не ме интересира. А верникот нема и тоа, не гледа дека сега има и луѓе кои што толку се преокупирани со тоа трчање по убавините на овој свет, што го запоставуваат намазот, го запоставуваат ибадетот. Може и порано пред да стане богат, бил редовен во џамија, сега поредко, се зашто? Затоа што смета дека може целокупното богатство на овој свет да го земе. Божјиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем вели: О луѓе, плашете се од Бога и на убав начин барајте ја својата нафака. Затоа што навистина никој нема да умре се додека не го исцрпи својот риск. Се додека не го изеде последниот од дури и ако тој му достигне. Може да се случи Аллах да ти одложи нешто. Затоа плашете се од Аллах џелешану и на убав начин барајте ја вашата нафака, вашата обскрба, вашето снабдување. Земајте го она што е дозволено, халал, и оддалечете или оставете го она што е забрането, харам. Оној кој е задоволен со она што Аллах му го дал, не паѓа во очај кога ќе се го снајде неволја, него ќе го видиш само како оптимист во сите негови состојби, со надеж и во исчекување на олеснувањето кое што ќе му дојде од неговиот Господар Аллах субханаху ва таала. Ова е вториот совет, да бидеме задоволни и ќе бидеме најбогати помеѓу луѓето, а вистинското богатство каде? Мухамед алейхи селем вели: "Лейса гина ан каthratil ard." Не е богатство само да имаме многу имот,
Вистинско богатство е кога срцето ти е богато. Понекогаш некој е многу сиромашен, ама срцето му е богато. И гледаш по него наистина лице на еден горд човек кој што ништо не го понижува. А некогаш некој е толку богат што можда не знае колку пари има, ама кога го видиш како исплашен, како да е најпонижениот помеѓу луѓе, затоа што кај нив дуњалукот на различни начини се мери. И последниот, третиот совет за вечерва, на кратко само ќе кажам, وَيَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. За луѓето сакај го тоа што го сакаш за себе си, ќе бидеш муслиман. Ние муслиманите денеска колку имаме удел во овој говор на Божиот пратеник, тоа е веќе проблематично. Ова не значи дека ние за себе не ни е дозволено да бараме нешто повеќе од тоа што се финеси или некои детали. Но во основа ние за нашите браќа треба да го сакаме оно што го сакаме за нас. А вистинскиот верник што сака? За себе сака да има што повеќе севапи и да биде заштита од џехенемскиот оган. Тоа што е оно што се бара од нас. За нас и за нашите браќа да го сакаме тоа со кое што ќе бидеме заштитени од џехенемскиот оган и ќе влеземе во дженетите, во рајските гради на Аллах субхана ва таала. Вели коментаторот Мунауи, верникот се радува на она што го радува неговиот брат верник и му го посакува на својот брат она што си го посакува себе си од доброто. Сето ова произлегува од совршената чистота на неговото срце, во кое што нема ниту омраза, ниту завист, ниту желба за измама. Зависта налага завидливиот да мрази некој друг да го надмине во добро. Кога некој има завист, значи кога му завидува на некој, тој тогаш мрази некој да биде над него. А додека иманот го прави спротивното. Иманот е задоволен и кога некој, затоа што е задоволен со Аллаховата одредба, знае дека тоа што му одредено ќе му дојде и ги прави сите себи кои што му се дозволени и она што Аллах го одреди, тоа го знае со неговата праведност, со неговото знаење, со неговиот рахмет и неговата мудрост. Вели зависта налага завидливо да мрази некој друг да го надмине во добро или да биде еднаков со него, бидејќи тој сака да се истакне над луѓето со своите доблести и да биде единствен во нив. Верата го налага спротивното, иманот, значи. Сите верници да имаат удел во доброто што Бог му го дал, без при тоа нема ништо да не му се одземе и да му се намали. И овој деска завршам со една случка која што се кај еден од табините, кој што секогаш кога постел често, на еден негов другар му велел, подготви ми нешто, некоја малку вода или неколку хурми за да направам ифтар, за да ифтарам со таа вода или со тие. Сакал и неговиот брат да има удел во неговиот севап. Тоа е да го сакаш за твојот брат муслиман, оно што го сака за себе си. Како што вели Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, ла ю'мину ахадукум, нема да поверува со вистински иман, ниту еден од вас, се додека за својот брат муслиман не го сака оно што го сака за себе си, оно што го сака за себе си. На Аллах џелешану му чинам дова да не упати на правиот пат, да ни даде да сватиме и да разбереме вистински нашата вера, да го следиме патот на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем во сите негови совети, затоа што доколку така работиме, ќе бидеме среќни и на овој свет и ќе ја заслужиме Аллаховата награда и на ахиретот. Уште еднаш благодарност до шејхот Сабаудин што ни овозможи да ви се обратам вечерва и на вас Аллах да ве награди за секој чекор што го направите да дојдете на овој меджлис во кој што се спушта смиреноста од Аллах џелешану, околу кој се собрани мелеците и се надеваме дека е меджлис во кој што Аллах џелешану го спомнува со мелеците кај неговиот арш. Аллах џелешану нека ве награди. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.